Во Прилеп, од 5 до 12 јуни, ќе се одржи 60-тото јубилејно издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Што донесува тој на програмата? Со какви предизвици се соочува Македонскиот театар денес? А какви беа предизвиците на селекторката и воедно уметничка директорка на фестивалот Ана Стојановска, превејќи ја програмата за ова фестивалско издание, ќе дознаете повеќе, почитувани гледачи, од разговорот со неа што следува во Култ култура. Ali stranski ne razvija. Що курва рада одекади? По работа се дојдели, по работа. Ѓорче е психијатар, Мерине ТВ репортер. Руку. Престани тука си. Ке прават репортажа. Кој, што бе? За мачки на глава. Ана, добре дојдовте на програмата на телевизија Телма. Предлагам да започнеме од аспектот врзан со културата на сеќавање, на иницијатива на семејството на починатиот, но докажан актер Кирил Ристоски, кој беше и професор на Факултетот за драмски уметности, а и долгогодишен уметнички директор на фестивалот Војдан Чернодрински, со одлука на собранието на фестивалот од ова издание, наградата за најдобра машка улога ќе го носи неговото име. Тоа е убав гест. Ви благодарам на поканата. Пред се сакам да ја поздравам вашиот вонреден интерес воопшто за културата и уметноста во Македонија. Да, сметам дека како култура треба да се сеќаваме. И тоа да имаме посебен почит и однос кон нашите претходници, за да им оставиме добра патека на тие што не наследуваат. Со задоволство ја прифатив иницијативата на семејството, затоа што Кирил Ристоски за мене беше фестивалот. Јас растев со тој фестивал, помагајќи околу него цело време, и тој на некаков начин ме учеше како се создава фестивал. Независно што подоцна ми беше и професор тука, и колега, и така натаму. Сметам дека е многу важно фестивалот во својата јубилејна година да донесе една ваква голема одлука, затоа што сепак ако не се сеќаваме што сме ние. Тоа е прашањето. Да се осврнеме на концептот, објаснувајќи го на пресконференција на почетокот на мај, кажавте дека тој е насловен кризата на човекот во општеството и кризата на општеството во човекот. Објаснивте дека немало представи во кои е присутен одгласот од актуелната стварност, во смисла отсуство на став, на коментар, едноставно отсуство на професионален однос. Па како го објаснувате тоа? Затоа што забораваме да се гледаме надвор од нашите граници. Мислам дека за секој човек е многу важно да види каде, што прави и едноставно да биде самокритичен. И никој не вели дека јас ја работам работата најдобро што знам, меѓутоа јас се вложувам максимално во тоа, гледам кога ќе направам грешка да исправам грешката и пред се да сум посветена и професионална во својата работа. Секој од нас што работи во театар знае дека театарот е колективна уметност и ако еден не работи таа работа, театарот нема да функционира. Не сакам да генерализирам, нели, да не биде тоа генерален став затоа што има театри што ја работат својата работа, меѓутоа мене многу ми недостига таа посветеност и професионалност што ја имаше во театарот, што има во одредени театри и што сакам да ја има насекаде. Тука мислам дека е проблемот. И веднаш дојде реакција од Велешкиот театар дека нивната представа Галеб по текст на Чехов не е селектирана меѓу 9 представи во официјалната програма. Зошто? Секој селектор на овој свет што се занимава со селекција на фестивали ја работи програмата според својот концепт. Тоа значи дека некој друг селектор би избрал таа представа, тоа не значи дека таа представа е лоша или добра, туку едноставно во мојот концепт, нели, тоа е мојот подпис што јас го давам, јас сум избрана за уметнички директор, а работата на уметничкиот директор е да ја создава програмата. Според статутот на фестивалот,
кој што е достапен јавно, бидејќи ние така работиме, се да е транспарентно, се знае дека доколку представата не влегла во оваа селекција, може да влезе во наредната селекција. Значи, ништо не е изгубено со ниту една представа што е продуцирана и направена. Јас би сакала да се разбере моментот дека ова е концептот што мене за овој фестивал ми требаше. Ниту и представите што не се избрани се лоши, ниту тие што се избрани се не знам како оценети. Сакам да зборуваме за концепт, за став и за одлука на еден уметнички директор. Но не бевте задоволни од тоа што го понудија представите работени по текстови на домашните автори, а на тоа инсистира фестивалот, затоа е и формиран да ги афирмира и вреднува домашните, односно представите работени по текстови на домашните автори. Избрани се само 3 представи работени по текстови на домашни автори. Зошто? Значи, во однос на тоа како ги читаме одредени драми, а тоа го зборуваме со студентите еве тука на факултет кога сме, многу е важно да зборуваме за времето во кое што се однесуваат, контекстот во кој што се случуваат и начинот на кој што се создаваат представите. Во мојата визија за овој фестивал требаше да направиме една похрабра верзија, едно похрабро читање на она што е македонската драма. За жал, многу малку ги познаваме македонските драми. Јас предавам македонска драма и театар на факултетот за драмски уметности и секогаш студентите ме прашуваат, а зошто не е поставена ова драма? Да речеме, пред некое време зборувавме за Бранко Пендовски, еден сериозен автор, за драмите на Богомил Ѓузел, да речеме, кој што имаат само по една изведба во 70-тите години. Пред 2 дена зборувавме за Никола Јонков Вапцаров, 9-тиот бран, која што е поставена само еднаш. Да не правам муабет за новите автори, за она млада генерација, помлада генерација кои што влегуваат во театарот, кои што треба да се поддржуваат. Да им дадеме простор онака како што тоа го правил македонскиот театар, барем јас и вие се сеќаваме на тие години, доцните 80-ти, почетокот на 90-тите години, кога секој театар држеше до тоа да направи домашна драма и имаше режисери кои што работеа само со домашните автори. Мислам дека ако успееме тоа да го направиме, ќе имаме многу подобар театар. А ќе ми дозволиш јас да ти дадам име? Овце. Или ми дозволиш? Така да го знаете моето вистинско име? Зошто тука сите акции ги организира во мојот дом? Темачи поради мој доаѓање, не те ни спомнува. И тогаш те видов тебе. И предлагаме на молчење. Да се кажеш ти што ми одговори? Ги пофаливте представите од независната театарска продукција. 4 представи ќе бидат изведени во ОВ програмата, меѓу кои и Драга Јелена Сергеевна, тоа е представа во режија на Шенај Мандак, за која рековте на тој ист прес, дека е најдобриот млад режисер во моментов во македонскиот театарски простор. И логично е младоста да е напредна. Логично е младоста да ги поставува вистинските прашања и да сака да работи надвор од институцијата во насока да ги открива формите, како што не учеше Чехов на времето. Сметам дека независната продукција се уште храбра. Да исчекори чекор напред, да побара некој нов мотив, да побара нов текст, нов начин на режија, да истражува нов тип на актерска игра, како што тоа го прави Шенај во представата. И сметам дека главното, и тоа е логично секогаш, дека независната продукција треба да е реакција на она што се случува во така наречениот мејнстрим, односно во тоа што се случува во центарот. И се радувам што имаме такви представи. Едноставно, секој од тие 4 представи говорат јасно и гласно на одредени прашања. Не се држат за некаков си систем, за некаков си формат, туку напротив излегуваат од тој порив и сакаат да создават. Нив, како што каже една моја колешка баш пред малку, им светат се уште очите додека работат и тоа е многу важно. Ние не сакавме да го поведеме, сам се пикна. Јелена Сергеевна, дајте ми двојка, а? Господи, деца, ви благодарам. Мајка ми е во болница. По се што изгледавте од представи, селектирајќи и правејќи програма за изминативе 3 изданија на фестивалот Војдан Чернодрински и со ова последново, што би кажале, што е потребно да се менува во македонскиот театар? Што му недостасува? Храброст,
професионалност, да не заборават сите што работат во институции како им светеле очите кога биле мали, желбата зошто сакаат да прават театар и почит кон театарот. Театарот е уметност која што ни дава многу на сите нас. Ние сите одиме во театар затоа што добиваме многу. И да не заборави театарот да не си ја подценува публиката. Многу е важно тоа публиката да се чувствува убаво во театар, независно која да е темата во театар. Ние сме сведочели сериозни представи и убаво направени комедии кога се смеете, ама малку ви горчи во стомакот. И знаете дека сте успеале во главната функција на театарот, а тоа е човекот што игра и човекот што гледа да си остварат комуникација. Годинава автор во фокусот на фестивалот ќе биде Дејан Дуковски, патем ќе биде изведен и неговиот најнов текст Црно злато на затворањето во продукција на Белградскиот драмски театар во режија на Оливер Фрлик, но на што мене ми интересира по оној јавен час што се одржа во март овде на Факултетот за драмски уметности, каде беше представено творештвото на Дуковски, пошто ќе се разликува презентацијата што ќе се одржи во Прилеп. Бидејќи работиме една улична програма, овие сите 4 години во Прилеп, со студентите на Факултетот за драмски уметности, овој пат токму Шене Манда ќе дадов задача да направи работилница со студентите на тема на драмите на Дејан Дуковски. Благодарејќи на таа нивна работилница, издвоја делови од драмите кои што студентите ќе ги изведуваат низ улиците на Прилеп, односно за отворањето на фестивалот планираме една мешовита изложба која што ќе биде во движење, така наречено, од зградата на Стариот театар до Центарот за култура. Ќе правиме едно патување што ќе го следат студентите кои што ги изведуваат тие драми, каде што ги видиме артефактите од историјата на фестивалот. Зборувавме на почеток за културата на сеќавање. Тоа е едната работа голема, секој ден ќе се изведуваат тие сцени од драмите на Дејан. Ќе има изложба на неговите постери, на представите од неговите постери. Ќе има еден разговор повторно кој што таму ќе се случува. И ќе ги промовираме книгите драми што ги објави Арс Ламина, книга 1, книга 2 оваа година, така што ќе имаме еден ден на авторот во фокус, кој што ќе се совпадне со денот кога се посветуваме на драмолетање. Намерно е тоа така поставено, да на некаков начин идејан да им биде инспирација на избраните автори, затоа што сепак сметам дека како култура сме должни да покажеме зошто е важен Дејан Дуковски за нашиот театар. Годинава на фестивалот ќе се одржи програмата, односно пичинг форумот Драмолетање 2.0, чија цел е развивање на текстовите од млади македонски драмски автори и нивно поврзување со режисери, односно директори на театри, за да бидат поставени во македонските театри. Годинава ќе се развиваат на тие работилници 3 текста, но на што мене ме интересира е дали некој од тие текстови што ја поминал програмата Драмолетање на фестивалот Војдан Чернодрински успел да стигне и да биде поставен на некоја од сцените во македонските театри. Не се случило. Има интерес, значи се читаат, се гледаат драмите и така натаму, меѓутоа се уште не се поставени. Јас се надевам дека веќе и со ова издание ќе имаат повеќе материјали театрите и режисерите и театарските продуценти за да ги постават драмите, затоа што ние го забораваме и добро го кажавте тој момент дека драмскиот текст треба да се развие во представа. Значи, ниту овие драми на Дејан, кои што сега се најпознати, не биле завршени комплетни драми. Меѓутоа, тогаш би имало и сенс, осет и храброст да бидат поставени тие драми. Некои директори на театри тоа го одлучиле, режисери го одлучиле тоа. Така што јас би сакала да бидеме добронамерни за овој пат што им го формуваме како фестивал помеѓу авторите и режисерите, односно директорите на театри, да биде без пречки и веќе од следната година да почнат да се изведуваат тие драми. Верувам дека нема да бидат заборавени и најмладите посетители на фестивалот. Вие низ годините организиравте програма и за нив, дали оваа година ќе има? Ќе има секако, тоа е мојата најсакана зона на фестивалот. Секогаш ќе кажам, бидејќи фестивалот ни е поделен по зони, детската зона ќе се случува секој ден. Веќе имаме и програма секој ден пред градскиот сад во Прилеп, во 10 часот
Има активности поврзани со децата. Детската зона ја работиме со фондацијата Чекор по Чекор и јавен простор Прилеп. Во 11 ни гостуваат разни школи, сега ни ја враќаат, да речам, нашата активност и градинки, кои што сега одговараат на темата театарот што е за нив. Така што тоа е најдинамичниот и најубавиот дел, затоа што сметам дека како фестивал сме должни тоа да го направиме, да кажеме на публиката дека еве ова е театар и дојдете слободно, уживајте. По направената селекција за четвртото издание, после кое, како што рековте, се повлекувате и нема да прифатите да продолжите да работите како селектор, односно уметнички директор, како писател, дали собравте доволно материјал за еден роман? Па мислам дека да. Сакам да направам, тоа им го најавив на членовите на собранието, токму за овие прашања зошто ова представа не е и така натаму. Две книги. Значи, едната ќе биде еден вид на моја осврт кон сите представи што сум ги гледала, бидејќи како театролог сум посветен гледач и секогаш водам сметка што сум гледала и како сум гледала. Еден вид на моје читање на современиот театар и друга која што е многу еден предизвик, ете таков да речеме литературен, бидејќи за мене театарот ми дал многу, сакам и јас да му возвратам. Јас ви благодарам многу за разговорот. Благодарам и вам за интересот.